учествува сите, освен председателот на СДСМ, според премиерот Мицковски, покажала ново ниво на комуникација и понудила решенија, а не проблеми. За дел од темите е направен исчекор, за дел ќе има дополнителни средби. Оптимизам, конструктивност и позитивни впечатоци по првата лидерска средба на која премиерот ги покани сите представници на пратеничките групи во собранието. Иако нема конкретни договори, Мицковски очекува согласност за реформската агенда, Сейф Сити и пржинската влада. Мислам дека денеска на овој состанок и успеавме да најдеме соеден компромис. Тоа е законот за прекршоци, за да може Сейф Сити или безбеден град да започне да функционира од 1 февруари од оваа година, онака како што е планирано, со носењето на овој закон, кој што ќе, повторам, е двотретински, за истиот не е потребно Бадентерово мнозинство, туку е двотретински закон. Мислам дека сите представници денеска се согласивме. За техничката влада, сите денеска присутни се согласивме. Имаше сугестија од еден од присутните да се направи консултација со меѓународната заедница, но генерално сите се согласивме дека техничката влада треба да замине во минатото. Мицковски вели дека паднал договор комуникацијата за сите отворени прашања да продолжи во собранието на ниво на координатори на пратеничките групи. Сите лидери се подготвени да ја отворат и темата за измена на изборниот модел, а веќе ниту Дуи не е против. Прашањето за изборниот законник, за предлогот за една изборна единица, предлог за кој што ние не сме против, меѓутоа ние сме за решението една изборна единица со минимален праг од 5% со отворени листи. Остатокот од прашањата за кои што и јас имав замислено да ги покренам во текот на денешната средба, се одлучи, во однос на тие прашања се одлучи дополнително да се договориме со господинот Христијан Мицковски да се сретнеме. Ахмети очекува со премиерот да се види на само и веројатно од оваа средба ќе зависи и поддршката на Дуи за прашањата кои бараат Бадентерово мнозинство, а меѓу нив и изборот на народен правобранител. За укинување на пржинската влада од Дуи велат дека ќе се консултираат со меѓународните партнери пошто ќе излезат со став. Укинувањето не е проблем ниту за левица. Лидерот Апасиев денеска не криеше дека е прилично изненаден од конструктивната атмосфера. Начелно е договорено до крајот на пролетта, значи некаде јуни месец да се донесе нов изборен законник. Се дискутираше за модалитетите. Една изборна единица со или без изборен цензус, отворени или затворени листи, и комуникацијата ќе продолжи на ниво на координатори на пратенички групи во собранието со некои од министрите во влада. Следно, кое што левица го отвори како прашање, е обештетување на семејствата на жртвите од Кочани, за кое што не се најде на слух. Следно е пржинската влада, за кое што се разговараше начално за незино укинување во две варијанти, или веднаш, или за не наредни, туку понаредни парламентарни избори, зависно од опозицијската СДСМ ќе остане отворено како прашање. Во владеачкиот блок ставовите се речиси усогласени и вреди и знам се за укинување на пржинската влада. Апелираат да се поддржат реформите, а во вреди бараат и поголема вклученост на диаспората во изборните процеси. Треба да се најде можност за поголемо учество на гласање на диаспората, затоа што цениме дека диаспората е важен чинител во економските движења во државата. Исто така се отворија теми околу изборните единици, но тука немаме ние појасен став дали е една, три, сегашните 6 или па има и предлози за 8, но тоа што е најважно дека како и да се одлучи, ако се одлучи за една изборна единица, ние сме за да имаме отворени листи. Движењето Знам се залага за суштинска и праведна реформа во однос на изборниот законник. За нас е прифатливо и потребно ново решение со една изборна единица, што ќе обезбеди поголема еднаквост на гласот на секој граѓанин и пофер политичка застапеност. На тркалезната маса едно столче остана празно откако председателот на СДСМ Филипче реши да ја бойкотира лидерската средба. Александар Спасовски,
Сител телевизија. Лидерот на СДСМ остана на ставот да не учествува на средбата, не прифаќајќи кинување на техничка влада и е сигурен дека власта се подготвува за предвремени избори. Дел од аналитичарите пак не го оправдуваат отсуството само на Филипче од лидерската средба. Филипче го одби новиот предлог на Мицкоски, договора на лидерската средба техничката влада да остане за наредните парламентарни избори, а потоа да се укине. Лидерот на СДСМ и понатаму смета дека пржинската влада е неопходна, бидејќи, како што рече, постојат исти околности и ист начин на владење на ВМРО ДПМН како во 2016-та. Слободната волја на граѓаните, демократијата и фер избори не се прашања за политички пазар. Затоа СДСМ ќе ги поддржи само реформите кои што оваа земја носат на ниво на европските стандарди. ВМРО и ДУИ нека договараат што сакаат, нивната соработка на сите нас ни е многу добро позната. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Според Филипче, техничката влада може да се укине само откако не само што ќе бидат донесени реформите во правосудството, туку и целосно ќе бидат спроведени. И покрај тоа што Мицкоски изјави дека на средбата не станало збор за предвремени избори, Филипче не е убеден во тоа. Социјалдемократскиот сојуз е спремен за изборен циклус кој што може да следи годинава, следната па да бидат и редовни избори во 2028 година. Јас сум прилично сигурен врз основа на се што се случува, врз основа на како катастрофално се води државата, врз основа на тоа што лажните политики на оваа власт се целосно разобличени, дека избори ќе има предвремени, без разлика дали се годинава, на пролет, на есен, на крај на годинава. Лидерот на СДСМ смета дека не погрешил што денеска не се појави на лидерскиот состанок во клубот на пратениците, бидејќи таму според него не било отворено ниту едно битно прашање за граѓаните. Политичкиот аналитичар Арсовски пак вели дека Филипче сепак требало да присуствува на средбата. Тој укажува дека оние кои ги бојкотираат лидерските состаноци добиваат негативни поени во рейтингот. Меѓутоа, дали тоа е добра или лоша проценка, ќе покаже дали лидерската средба ќе има или нема да има резултат. Ако останатите лидери дојдат до некаков резултат, изборен законник, Safe City, народен правобранител и така натаму, тогаш Филипче ќе изгледа како да играме лути се човече дека сам се ставил себе си на трибините. А ако се распадне лидерската средба, што не е исклучено никогаш во Македонија, и повторно се вратат на една негативна реторика, тогаш можеби неговата проценка ќе има право да каже дека била правилна. Арсовски, кој важи за добар познавач на приликите во СДСМ, по ваквите потези не исклучува дури ни можен раскол во пратеничката група на Филипче. Ако се види дека под хипотетички услови дека има резултат од лидерската средба, да, и заради тоа, но и заради внатрешната динамика во СДСМ можеме раскол во пратеничката група, бидејќи таму се уште трае таа интроспектива после резултатот на локалните избори. Таму очекувам, како што ќе наближува Конгресот, тоа може да се зајакнува. Аналитичарот укажува и дека СДСМ во последно време се радикализирала и се држи надвор од процесите во државата, што остава простор Левица и Апасиев да го пополнат местото на политичката сцена. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Пациентка на 75 годишна возраст е првата жртва на годинашниот грип. Не била вакцинирана. Кај неа бил потврден грипот, а вирусот кај неа предизвикал и компликации, поради кои било неопходно болничко лекување. На 11.1. во 10.50 имаме и починат пациент, која е потврдено инфлуенца А, лабораториски прегледи амбулантски се петократно зголемени, хоспитализирани се околу 25 пациенти, од кои некои се со кислородна поддршка, со назална, со обична маска, со маска со висока концентрација и двајца пациенти се на респираторна поддршка, интубирани во одделот за интензивно лекување. И луѓето да се освестуваат дека може и некогаш да има компликации од обичен грип сезонски, да настанува и да имаме лош исход.